Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Епидемијата на непотизам е расширена низ целата држава. Нов бран, нови вработувања на функционерите на СДСМ. Покрај Штип и Прилеп, денеска ќе изнесеме неколку случаеви на непотизам во општина Велес. Велес е град кој ден во ден се повеќе се празни и се случува екзодус, а наместо да се вработуваат квалитетни кадри, се вработуваат синови, ќерки, снаи, внуки, сопружници на функционерите на СДСМ. За сметка на квалитетот се вработува неквалитетот. И нормално породнински клуч со функционерите на СДСМ. Па така пожарната служба во Велес стана прибежиште на роднините на функционерите од СДСМ Велес. Денеска ќе изнесеме 4 случаеви, од кои 3 се луѓе блиски на функционерите од СДСМ вработени во пожарната служба во општината Велес. Прв случај, вработен од пред нова година во пожарната служба во Велес е Аријан Джини, инаку внук на директорката на Центарот за социјални работи во Велес. Нормално кадар кој што е близок до власта. Второ, ново вработување од пред нова година во пожарната служба е Милан Прличков, инаку сопруг на Пандорка Прличкова, советник во општина Велес од редовите на СДСМ. Чудно е како сопругот на советничката од СДСМ се вработил токму во предпријатие кое е под советот, односно под надлежност на советот на општината. Трето вработување од пред неколку недели е синот на советникот во општина Велес, Менсур Бачевац, кој исто така е примен во пожарната служба. Чи тројца, од кои двајца советници си ги згрижиле своите најблиски во пожарната служба. Четврт и многу чуден и сериозен случај за јавноста. Сестрата на претседателот на млади на СДСМ Велес, Вера Арсова Митреска, аплицирала за оглас за доктор во општата болница во Велес, каде што се барале, внимавајте, 5 доктори. Сериозни сомнежи и индиции за изигрување на законот има, бидејќи истата Вера Арсова Митреска била 7 на рангирањето, односно се барале 5, а таа иако била на 7-то место, далеко од првите 5 кои што треба да бидат вработени, сепак била вработена од страна на болницата. Дали и какво влијание имал нејзиниот брат, останува антикорупцијската комисија да утврди, но она што е интересно дека можеби ако била на 10-то место на рангирањето, можеби денеска ќе беше и нов директор на болницата во Велес според критериумите на СДСМ. Па така уште еднаш апелираме до антикорупцијската комисија да ги истражи сите овие случаеви, нови случаеви, потенцирам, нови случаеви на непотизам, кои што во моментов гледаме дека се шират на секаде низ државата, сега веќе и по општините, да ги испитаат и нормално да донесат одлуки соодветни за сите сомнежи кои што произлегуваат од овие вработувања. Важно е да се спречи непотизмот, бидејќи како што знаете, имаше еден бран каде што беа поднесени повеќе од 400 представки пред околу 10 месеци и од тие 400 представки за блиски луѓе до функционерите на СДСМ не видовме, освен неколку заради маркетинг, да сносат соодветна одговорност. Затоа апелираме, одговорност мора да има и одговорност има. Доколку сега не се понесе било каква одговорност за сите овие сомнежи, одговорноста ќе стигне веднаш по доаѓањето на ВМРО ДПМН по 12 април и ќе следи обнова на Македонија. Благодарам.